антикапа телевизии, кога оп на екранот Кристина Агилера од Калено горе има нешто да ни каже. После 100 изјави дека сад или никад не се мешаат во внатрешните работи и органи на Севернавани, а се мешаат ко свекрва на снаа у тенџерето што се меша. Таа излезе да го праша Мицковски што ќе им понудил на граѓаните после победата. Да им кажел уште од сега како ќе го решил прашањето со бугарите. Ја мајката! Ај што отворено застанувате на страна на криминалците од СДС и ДУИ, туку и нели не се мешате во внатрешните работи со услови од типот ајде кажи сите да чуеме па да знаеме кај да те заебеме. Па, господја Агилера, ако ова не е мешање, не знам што е. Поише мешање има у Тетово ноќен бар или ајвар ко се прави, ама вие си знаете кај се не мешате. Како второ, отворено застанувате за корупција и криминал што се гледа од Кинескиот зид, дури ако се опулиш убаво и оддалеку, а нели се борите као против корупцијата. Ама кога човек ја види генезата на главните ваши газди, демократите на чело со дедо Педо Џо звани Бајденчо Најденчо или по српски Стара Саплетуша, ништо не може да не изненади. Со еден збор, владавина комунизма или катаклизма комунизма. Си ги форсирате своите комуњарите и марксистите ленинисти. И така на секаде по светот си правите. Така Комунистичката партија на Америка или попозната како демократи и нивните кловнови досега го бутаа светот во неколку војни, од кои едната најголема со кловнот Зеленски и втората меѓу најкрвавите во појасот Газа. Но тоа няма значение. Битно е бугарите да влезат во уставот, иако врска немаат со Асномска Македонија. Никако не придонеле за Асномска Македонија, напротив, беа овде окупатори. Значи не учествувале, немаат ни еден, ниту едно градбено тровче во темелите на современата македонска држава. Инаку, во матичната си држава демократите во Америка градат класичен антикапитализам, високи даноци со цел за финансирање на војни во светот, строги регулативи против бизнисот низ фасадата на левичари, прогресивци и разни либерали, потоа губење на националната свест на државите низ комунистички пристап дека се е беззначајно, а само новите вредности се окей, како на пример оние ЛГБТ, ОПРСТ, УФХЦ, ЧДШ. Значи, тие заедници, мислам, немање родови, немање полови, мочање на мушки манијаци во женски тоалети, уништување на женскиот спорт и милиони други новокомунистички бестијалности. И за тоа време, промовирање на комунизмот во сад или никад со закани по безбедноста на Тексас и на сите држави кои не ја прифаќаат политиката на зачувување на Америка, туку емигрантската шема на Сорос помогната од дедо Стара Саплетуша, закани со оружје и војска кон Тексас и другите држави, мислејќи дека тоа се Македонија и Грузија, нели, па и сега ќе си ги дупиме. Ама тамо имало национална гарда, па тие околните држави се осеќале како брача со нив, нешто како Косово, Албанија, овоно, па ќе се бранеле со заеднички сили. Или, по превод, заигра мечката изгледа кај вас дома, драга амбасадорке. Епа, нашава баба Меца се умори од играње. Рускава бела мечка уште има кондиција, ама вашево гризли е орно да игра. Ќе поигра дедо Џо малку поиќе кај вас. Еми заш? Еми така, најубаво се играло дома на крајот. И те молја без несразмерна сила кон Тексас, кој што не дупевте нас у Арачиново. Немој да си се излажал да употребиш тешка артилерија. Ке си го примиш, аберо тексашани културно и достоинствено ќапниш еден локум, што им го извезовме од Крушево, една тулумба поголема и ќе фатиш џадено за Вашингтон и ќе му се извиниш на Трамп што го оплечка пред 4 години, а ние сами ќе им се извиниме на СДС и ДУИ во мај. А месец мај е месец кад јебе чика Јова змај. Ај сеа, амбасадорке, глеј си тоа Тексасот и не паламуди. Македонецот има една голема мана. Секогаш сака некој друг за него да ја заврши работата. Ако живее во зграда, македонецот не оди на куќен совет, иако кровот тече и треба да се донесе одлука за поправка. Се со образложение дека не била негова работата. Што ќе решеле другите, тој ќе го поддржал. Кога другите ќе решат да се собираат пари од секој стан за санација на кровот, тогаш ќе мрчи дека биле многу пари, тој немало да плати. Ама види Белја, после некој пороен дожд, водава протекла од кровот и до неговиот стан на трети кат.
Тогаш почнува да брмчи дека председателот на куќниот совет бил неспособен, требало кровот одамна да се санира. Кога ќе му рече дека токму тој не доаѓал на куќен совет и дека поради него немало кворум, ќе лаже дека не бил нешто добар, дека бил на состанок, ама не го виделе, бил седел во задниот ред таму кај вратата и ќе наоѓа илјада други непотребни лажги и оправданија. И се ќе направи да се извади од ситуацијата. Само нема онака машки да дојде на куќен совет, да дискутира за кровот и да предложи да се согласи истиот да се реновира. Тоа јок и да ја плати цената. Тоа е маната на македонецот. Сака некој друг да му ја заврши работата, а тој ниту да ја плати цената, ниту да ја понесе одговорноста. Народски кажано, македонецот сака да се секса, ама не ќе да му влезе. Ако може се да му е потаман и оргазам да има на крај, ама да не го спомнуе никој. Логика покриен гъс никој не го плука. Исто и ебан гъс. Сака многу и да лаже, нели, како подкрепа на целата приказна, а уште повеќе македонецот сака да биде излажан. Леле, колку македонецот сака да го лажа. Ако има 10 луѓе околу него и 9 му се роднини му ја зборуваат вистината, тој ќе му верува само на едниот странец кој ќе го лаже и ќе го отруе од лажење. И не мора да е странец, може да и некој од Муртино да кажеме, но Беловец. Да, македонецот многу сака хохштаплери кога го лажат и да им верува на нив сака и да се продава на ситно сака, например за радиодифузна такса. Сака да се продаде, например. Исто така многу сака и да мрази без причина. Да види некој на улица или на телевизија и без никаква причина да измислува приказни за него и да го мрази. Ама нема да го мрази овој што го лажел, што го труел цело време. Не, него до крај ќе го почитува, ќе има респект код него. И на крајот кога ќе дознае големата лага, кога ќе дознае колку бил лажен од овој, пак ќе му верува, мислејќи дека сепак нешто ќе ќари од тоа што ќе му верува и понатака. Тоа дека е генерално ситна душа и дека е плашлив, се можеш да му направиш, нема да се побуни. Нема да дојде пред влада и да истури лајна од некоја фарма за свињи кој сега французине што ја посипаа тамо, што беше тоа, Елисејска палата, што беше тоа што го посипаа со говнарка една. Им пуштија тоа, собраа говната како околни весела со септири, им ја пуштија. Нема тоа да го направи македонецот. Па сите да дознаат дека не е инженер со лажна диплома, туку земјоделец кој чува свињи. Да, македонецот се срами од себе, од тоа кој и што е, се срами од честноста. Подобро купена лажна диплома отколку честно да заврши средна школа. Мрази честна работа до душа и се восхитува на криминалци и лажговци. Ке се искрши да се поздрави со некој политичар, ке се лигави ако треба и ке премолчи кога истиот ке се удвара на жена му, ама нема да најде сила во него да му залепи во очи дека е криминалец и дека бил излажан од него 100 пати. Македонецот исто така побрзо ќе отиде на викенд отколку да си ја смени судбината на избори, да излезе и да гласа, да кажеме, како човек, како човечко суштество. Достоинствено и гордо. Одиш и со пенкалот им кажуваш на предавниците и лажговците дека им дошол крајот. Не, тој ќе чека и тука некој друг да му ја заврши работата. Некој друг како него, кој што чека некој друг како него и така до бескрај. И така, на тој начин нема да излезат ни 20% на гласање и лоповите ќе си останат на власт. И предавниците ќе останат на власт и ќе сотрат се живо во земјата со својот грабеж и рамилак. Зошто бе? Зошто не се однесуваме како човечки суштества? Туку како ликни, како полжави. Зошто? Затоа што македонецот бил дунда и чекал под кошула да дојде и да го исексаат. Се криел. А што требало да направи? Што требало да направи? Сега, јас ќе ви кажам со еден пример од еден култен југословенски филм, што требало да направи. Конечно, македонецот треба да се дотера и да отиде на гласање. На гласачкото место треба да покаже кој е кој и кој одлучува за судбината на оваа земја. Дека за судбината на оваа земја одлучува токму тој, македонецот. Кога ќе стигне, треба само
да го заокружи ливчето и гласно да викне: "Дже сте, пичке, стиго Здравко Чолич!" После тоа ќе биде одличен концерт. Верујте. Tiraradam, parararadam, par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 am, rum, pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Lop, 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 maški stop. Lop, 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 lop. Lop, 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 maški stop. Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето, кој безусловно си ја сака сопствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите, кои што ги има една земја и кои се национални, ја требаше да бидат и државни, како жолтиот лак и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и око се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавнициве, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат. Исто како некои денешни пратеници, например. Самуил е... Океј. Ама некако тажна му е приказнала. 14.000 ослепени, кои ден денес креираат слепци и кусогледи, едноставно не одговараат на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па Втората светска војна, во која сериозен кандидат е Методи Антонов Ченто, првиот председател на Македонија, кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, предаде малтретиран од комунистите, вистински македонски мачени. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро. Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи, националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале, а сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе си избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше окей лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги истолчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, мада некои би требало да бидат истолчкани и во американски тој фор Кенеф, затоа што 30 години тамо лижеа неистолчкани. И на крај не усреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали можеби на следните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме. Но ова досега што беше да се поплукам било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски,
предлагам од овој момент секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост, истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите мајци, реквизити, знамиња на македонската фаланга. Гоце да биде на секој освежувач во автомобил, Гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го зема името Македонија, ни го зема поимот македонски, те не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тој е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе не снема. Нема, има да не има. Јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти? Да го ставиме Гоце во нашите мисли, душа и срце на нашите гради и секој зид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцевата раса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Ај, 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 ај. Какао! Лап, 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 мошки стап. Даба, 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 даба. Лап, 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 мошки стап. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрajно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажеа и не заебава и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете Прекутасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Прекутасевски шоу. Ние не бараме слава. Доста е ако еден ден луѓето не разберат. И наместо споменик, нека таму каде што ќе загинеме, ни остават еден цвет. Еден цвет? Еден цвет со боја на срцето. Збогом, другари. Последнава чаша да не ја пиеме за нашата смрт. За неа. За Македонија. Мајчице, сакавме само едно. Да бидеме твои добри синови. Ако не успеавме, прости. Ке дојдат еден ден подобри од нас. Сега треба да одиме на своите места. Со
Каљо Тунгузија цел ден се расправавме за тоа дека Тунгузија не е измислена територија, што македонски превод значи место далеку негде у пичку материну и понатака, како што тврдеше Каљо, туку дека е тоа територија во Русија. Да, додуша далеку у пичку материну. Ама постои откако постои Русија, како што тврдев јас. Не е тачно, ме вика Каљо, тоа е измислена земја, бе баце. Па ти си бар стар скопјанец, знаеш. Знаеш и сам како го добив на димакот. Абе, Каљо, каква врска има, викам, твојов прекар со фактот дека Тунгузија е светски позната по тоа што 1900 и некоја, на почетокот на минатиот век, таму треснал метеор и имевал мајката на тунгузиците. И имало голема експлозија и тоа диносаурус све живо изгинало тамо. И овој зајци, волци, лисици. Немаш врска, ми вика Каљо, бе. Ја на димакот го добив као копилј. Се качив на железничка возот за Солун, па излегов у Гевгелија, затоа што мислев дека морате тука преку патот од Карши. И после кога ме најдоа, мавнато тоа сонцето глава, сунчаница, гладен, жеден, и кога комшиите го прашуваа, татко ми, кај го најдоа Кајло твој, бре, комшија, кај го најдоа, он им викаше, во Тунгузија, тргнал на плажа, а нема врска. Ја бев у Гевгелија, ме акна тоа сонцето глава, бетер од метеор. И мајка ми мисла ми кажа, само татко ми нели сакал да се фали, демек сум стигнал многу далеку. И после си викам нормално дека нема Тунгузија, како што очигледно нема ни Македонија. За да има Македонија, државата треба да има атрибути. Меѓу тие атрибути е и грбот на Македонија, онаа значкана за угевгелиски колхоз после партијава СДС. Меѓу последните комунистички рецидиви кои се оставени во оваа земја, за да може таа полека да се распадне и да се загуши таму левичарски завери. Македонскиот државен грб е еден од двата во Европа кои се уште имаат социјалистички стил и се со пејсажен карактер, мислам, на грбов шуми, нешто рекичка, жито, јачмен, овес. И се има таков социјалистички стил, со пејсажен карактер е, наместо да има историски карактер. Другиот грб со пејсажен стил е грбот, да кажеме, на Белорусија. Според сите меѓународни домашни хералдички стандарди, ова не е грб, туку амблем. Но и покрај тоа што е амблем, законот на Македонија го именува како грб. Катастрофа за која се криви сите досегашни политичари. Вистинскиот грб на Македонија низ историјата е, да ви кажам јас, златниот лав на црвена основа во одбрамбена позиција со двојна опашка. Двојна опашка, мислам, не е една од напред, друга од позади, него по оваа заднава е двојна опашка. Го имало на сите македонски обележја, откако постои Македонија. Исто како сонцето од Кутлеш, си има своја хералдика и представува вистински земски грб. Но последната седница за донесување на грбот, која требаше да се одржи во 2002 година, беше прекината од Стојан Андов како председавач и никогаш не беше продолжена. Зошто? Затоа што не им се допаѓал на албанците. Да, они која нешто не им се допаѓа, тука мавни цртка, готово. Ја мајката, па имате вие бе свој грб и знаме да своја држава, дури знамето ни го веете тука, иако ви е национално. Не, нашиот грб што требало да биде грб на Македонија со лавот, во одбрамбена позиција со двојна опашка. Малце ги навредувал. Да, не ги декларирал нив како рамноправни учесници во државата, бил некако бе многу лавов, македонски, онака националистички лав. Нашиот грб не можеме да си го ставиме заради вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички. Добро, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, никогаш не земате туѓо, браќа албанци. Ја тоа да ви кажам, и го знам тоа. Тогаш само што го кажав ова, се вмеша Каљо Тунгузија, ми вика, ми улета онака среден мисли и ми вика, баце, знаеш дека ти дедо му на шо тропаш бе, ми вика. Знаеш дека ти дедо му на Ѓорѓи Кастриот, овој Скендербек на албанциве се викал Стеван дедо му. Стеван се викал. Татко му Јован, мајка му Војслава, браќата му Станиш, Репош и Костадин, дедо му по мајка Андреш Лазаре. Татко му на Скендербек изградил манастир и камбанарија на Света Гора, бе. А не џамија, манастир, камбанарија. А брат му Репош бил игумен.
Закопан е на Хиландар. Тамо. Инаку Ѓорѓи Кастриот се оженил со војводката Даница Донка, керка на Ѓорги Комненик, княгињата Ангелина Требош. Имал повеќе деца од кои синовите му се викале Максим, Бранко и Иван. И немало во фамилијата ниту еден Али, Бујар, Артан, Арбен, Дуалипа, Бебе Реджа, Ритаура. Не бе. Не бе. Све у фамилијата православни имиња имал. Роднини бе. Тоа дека е албанец, да. А и дека музиката на албанската химна, химна на знамето, изведена инаку од романската патриотска песна да нашето знаме пишува Унија. Што збориш бе, му викам на Каљо Тунгузија? Да бе, вика. Тоа бе, вика, изземена е, вика, од романците, компониране од романецот Ципријан Порумбеску. Брат му на овој Цепиш Газеску. Текстот е многу сличен до оригиналниот романски текст на авторот. А кога станува збор за албанското знаме, неговото потекло може да се проследи до орелот прикажа на транспарентите на Римската империја Акила. По патот на Рим, тоест по падот на Рим, Византиската православна христијанска империја го имала двоглавиот орел како символ на христијанството и верата. Добро бе, Каљо, му викам, не го дрви сега бе, брат, гледаш дека луѓето културно си позаемле се што им требало, ама нашиот историски грб не даваа да го усвоиме. Значи не е проблемот кај нив, проблемот е кај нашиве даваи гази, кои не се достојни за тој лав како државен грб. Тогаш Каљо ме погледна и ми одбруси, сега ми текна бе. Ако Тунгузија навистина постои, кој е незиниот грб? Тука ме фати. Не е бил овој Каљо толку изгубен колку што ние го мислевме дека е изгубен, нели? Така е. Блудац. Абе, шо си се фатил за политика? Осте тоа политичарите нека ја водат. Секој ден некој така паметен, колку тиква на Халоуин, се наоѓа така понегде да ми даде совет во инбокс или на улица. Да ми го клај умо во инбокс. Или демек да ми го каже најпаметното нешто што можел да го смисли во целиот живот. И така, слушајќи ги бисериве на ботовиве што ми пишуваат, а ја жив човек од крв и од месо, па кога нема дежурен црнец, јас им го давам белото момче по список, нели партиски, на општински одбори пошироко. И затоа имам предлози до новата власт, независно која ќе биде, само ако тоа не се таче ќурка, Стево Мунгос или Шарскиот поскок. Али за да може државава да мрдне малку од нултата позиција и да конечно имаме пари за децата, а не да ги лечиме нели со СМС, што е најголема срамота и грев за еден народ. Значи, од прилика вака одат пресметките што морате веднаш да ги направите. Прво, ќе ги намалите платите на пратениците и функционерите и ќе ги изедначите со платите на докторите и учителите, односно на наставниците и професорите, затоа што, како што рекол Ататурк, нема држава ако учителите и докторите не земаат плата колку што земаат нели пратениците. Значи, функционери, доктори, даскали, иста плата. Потоа ќе ги укинете сите државни службени возила, ќе ги оставите само десетина за странски делегации и службените возила кои не се патнички, како што се во полицијата, армија, македонски шуми и други институции кои имаат возила со кои ја извршуваат основната дејност. Потоа ќе ги укинете обезбедувањето на бивши премиери, бидејќи сите досега се утепа од крадење, а треба уште пак со наши пари да ги чуваме. Ако се честни, ќе си одат по улица со дигнато чело, ако се арами, нека седат дома, ако и ги пучи, цел живот напучени да одат. Потоа да укинете цело Косово и Албанија да се лечат кај нас, а ние да немаме основни средства за операции и лекови. По кој основ се лечат Косово и Албанија кај нас, бе? По кој основ би се лечеле Србија и Бугарија кај нас или ние кај нив? Потоа да ги укинете сите економски директори во здравството и да ставите менаџери, а не доктори за директори. Менаџерите ќе менаџираат со парите, а докторите ќе лечат. Кој менаџер биде фатен со малверзации, кој доктор биде фатен со мито, одат во затвор. Нема извини. Толку е. Потоа укинете ги оние глупи сертификати за англиски и тестови за функционери, затоа што пола шарпланина со купени дипломи ви е функционер. И од англиски знаат само yes и no и fuck you, кога се работи за државата. Функционер се назначува политички, има 1 година грейс период, ако не вратил долгови, не купил опрема, не склучил меѓународни договори, не подигнал плати за својата институција, на клоци. А ако се успел да направи дури и повеќе, мандатот уште 3 години со право на реизбор уште 4 години. Какви тој фоли, какви илци,
Денес во светот сите зборуваат нормален англиски, целиот бизнис оди на англиски, целата интернет комуникација оди на англиски. Само вашиве лажни функционери со лажни тестови се најголемите битанги и крадачи. Само за подкрепа на вистината, сите наши деца што ги збркавте во странство за да ги примите овие со лажните уверенија, сите наши деца зборуваат одличен бейзик англиски без уверенија и се запослени и се вработени, се извинувам, по Британија, Германија, Малта, Швајцарија, а вашиве шарпланинци со лажните уверенија велат, јас сум законски функционер додека од институцијата во првиот месец му фалат, да кажеме, 1.000.000 евра. Затоа манете се со глупости, го назначаш функционер и ги оставаш под обсервација на внатрешна контрола у влада. Јебова с англиски. Мислам, после тоа укинувате и службени картички, јадење по ресторани само во тој во собрание и таму да се носат сите гости, барем ќе се знае сметката на купче. За општини институции лимит до 200 евра месечно за кафани. Се на тоа автоматски да следи кривична пријава. Ако сака да работи за општината и државата, не треба ние да го раниме, ќе си јаде, има плата, дневници, додатоци. Уште државна сметка за храна и пелени не му треба. Исто така и трошоците за бензин во институциите и општините, ставка 0. Епа другари, кога во првите 100 дена ќе го направите ова, гледајте ја следната преку Тасевски епизода професор, доктор, магистар and суперстар Сашо преку Тасевски, алијас Саша Напучеев преку Куров или коднием именем Куров. Значи, секретниот агент Путиња коднием именем Куров. Тој ќе ви даде нови 5 задачи да реализирате. Само така можеме еден ден да станеме држава. Понимаете?